Добар ден, почитувани! Стартува магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Врсничкото насилство се јавува на се помала возрасти и се манифестира со вреѓање, тепање, физичко и психичко малтретирање, понижување на социјалните мрежи. Присутно е во училиштата и може да остави трајни последици на детето, дури да го уништи неговиот живот. Ако се појде од една статистика дека секое четврто дете е жртва на врсничко насилство во училиштата, тогаш ние имаме право да поставуваме прашања и да бараме одговори како да се реши овој проблем. Денеска во студиото наша гостинка е Вида Гавриловска, психолог, семејни и системски психотерапевт од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Добре ни дојдовте. Добре најдов, благодарам за поканата и тука сме денес пак да зборуваме за една актуелна тема. Врсничкото насилство е раширено како никогаш. Досега во училиштата некој смета дека причината за тоа е што живееме во релативно насилно општество, па однесувањето, детското однесување кое што е поврзано со насилство, вреѓање, понижување, родителите го доживуваат како дел од нормалното детско растење, односно детскиот развој го поврзуваат со едно вакво однесување. На каков се начин може да се манифестира врсничкото насилство или оној термин булинг кој што е познат? Кога веќе се спомна ова, една од битните теми е да родителите па и наставниците кои што често имаат дилема што е детска игра, што веќе спаѓа во домен на насилство или злоупотреба, булинг, силеџиство и има и други термини кои што се користат, е разграничувањето на тоа колку децата се чувствуваат пријатно, лагодно или колку се чувствуваат навредено, понижено и повлечено во тие детски игри. И некогаш е и тенка границата и во перцепција на родителите и во перцепцијата на наставниците за да се разграничи. Меѓутоа, најбитниот критериум е оти кога децата играат, а тоа на некој возрастен или кој што не учествува во играта му делува дека се пеперкаат, се кубат, ама тоа не е така агресивно и не предизвикува болка кај потенцијална жртва, да кажам, тоа се спаѓа во домен на игра. И добро е кога има рамноправност помеѓу двете страни. Така. Оти насилството и булингот подразбира и различна дистрибуција на моќот. И тој што е насилник, постојано моќта е кај него концентрирана за разлика од тој што е жртва. Во таквите ситуации е добро да се прашаат децата, сите кои што учествуваат, дали они уживаат во играта, дали сакаат да ја играат таа игра, дали им е пријатно, дали сакаат да променат нешто, и тоа некаде ќе помогне и на родителите и на наставниците или на било кој што е возрасен за да види дали станува збор за покреативна детска игра или пак станува збор за насилство. Кога зборуваме за булинг, булингот е широка категорија и тој термин е усвоен кај нас повеќе се користи меѓуврсничко насилство, силеџиство, насилство, популарно тепачи и други термини. Подразбира не само физичко насилство, туку и понижување, оговарање, ширење трачеви, невклучување во игра на одредени лица, на некој начин оттуѓување на материјални добра, моливи, пенкала, ранци, финансиски средства. И тука спаѓа една посебна категорија која што е многу атрактивна за младите, а тоа е сајбербулингот, каде што се користи Facebook профилите, Instagram, YouTube каналите, каде што се прикажуваат и кое што е кривично дело, се прикажуваат содржини кои што имаат цел да ги понижат, повредат жртвите. Точно ли дека девојчињата знаат да бидат посурови во врсничкото насилство, бидејќи се посклони на изолирање на некое дете, оговарање и слично? Така. Она што културолошки повеќе се разликува и во повеќе сегменти е дека момчињата не исклучително, меѓутоа повеќе се сноѓаат со физичко насилство, а девојчињата со сите оние форми кои што значат психолошко насилство, а тоа е психолошко малтретирање, понижување на другите, потценување за брендовите на облека кои што ги носат девојчињата или материјалните средства што ги поседуваат, како и сајбербулингот. Тука е разликата која што најверојатно се должи на целата наша традиционалност и културолошка.
Дали децата кои што не се жртви на врсничко насилство, но оваа појава гледаат како на забава? Значи ти од страна што се сведоци на она што се случува кон одредено дете. Дури не мора директно да бидат вклучени. Едноставно ја наблюдуваат ситуацијата како забавна и како игра. Така. Насилниот чин, кога е перцепиран од други деца, има еден момент кој што се доживува како забава, како интересност, како фраеро, како издигање од средината. Меѓутоа, нијансата кога се појавуваат емоциите кои што се болни кај жртвата, секое здраво дете реагира со негодување. Најмалку негодување. И таквите настани, присуството на таквите настани оставаат на последици на луѓето кои што се присутни, на децата кои што се присутни, а не се директна жртва на насилство. И тие деца после тоа кога ќе ја видат дека веќе границата поминала од забава, од игра кон нешто што предизвикува болка, траума на другото дете, се чувствуваат и како соучесници, се чувствуваат дека они мора да заземат страна, се чувствуваат некогаш дека мора да го поддржат насилникот за да не бидат они следни во таква ситуација, и немоќта е доминантна поради тоа што најголем дел од децата не се во состојба да тоа го пријават, да го споделат со возрастен и ги доживуваат траумите и болките на насилството, може би неравноправно, меѓутоа во висок степен како и жртвите на насилство. Така, а како родителите да препознаат дека нивното дете е жртва на врсничко насилство, бидејќи не секогаш се свесни за страдањата на нивното дете? Најчесто децата се повлекуваат во себе и не ги споделуваат овие искуства во семејството со родителите. Најчесто децата се повлекуваат и се приметуваат разлики во однос на во однесувањето на детето. Тоа значи дека ако детето било ведро, расположено, собирало другарчиња, дека наеднаш ќе почне да се повлекува, тоа е едниот критериум. Другиот критериум е дека може да пројавува психосоматски тегоби, болки во стомак, главоболки, и други соматски потешкоти кои што ќе помогнат да го задржи домот. Другиот критериум, овие критериуми можат да се јават и во други ситуации, меѓутоа се врзани за врсничкото насилство. Да се појават школски фобии, да дете не сака да иде у школа, да дете почнува да се изолира, да веќе не сака да иде на роден ден и да дружи со други деца, и друга насока. Ако дете било, да кажа, малку посрамежливо, поповлечено, да почне да пројавува некои однесувања кои што не се поспецифични за тоа дете. Например, да интензивно трага за нови контакти, да биде поекстравертно, да иде во другата насока. Овие критериуми се тешки да се, затоа што можат да се појават и за многу други работи кај децата. Она што е битно е да родителите успеваат да разговараат со детето и да го прашаат и да се воздржат од било какви коментари негативни кои што се насочени на детето. Не најчесто, меѓутоа многу често ние повеќе имаме жртви, повеќе имаме искуство со родителите кои што имаат дете кое што е жртва на булинг, за разлика од родителите чие дете врши насилство. И многу често родителите, кога дете ќе соопшти, па и почесто родителите, преплашени од цела таа ситуација, некаде во цел тој хаос и страф и грижа за нивното дете, често ги обвинуваат институциите, често го обвинуваат детето, иако тоа не е секогаш вербално, па ти си срамежлив или ти си повлечен, па ти ги предизвикуваш, или треба да бидеш поотворен, треба да бидеш наодлив, или не знам што се. Таквите коментари, таквиот родителски став, кој што можеби не е секогаш вербален, туку и емоционален и невербален, предизвикува да детето уште повеќе се чувствува виновно и да... И уште повеќе да страда. Така. И битно е да знаат и родителите и децата што год да направи дете во улога на жртва, никогаш не е виновно за насилството. Оти насилството не е начин на кој што луѓето ги решаваат работите. Она што ние се трудиме и
ќе кажам и понатака, меѓутоа во средбите со родителите, со жртвите, е да родителите повеќе се насочат да помогнат на децата што да прават во тие ситуации. Ти најчесто родителите кажуваат немој да се најдеш во таква ситуација, а тоа е добро, меѓутоа некогаш е и невозможно. Децата ќе се најдат во таква ситуација. Она што се апелира е да кога има најголем дел од децата чувствуваат, знаат кои се оние кои што се насилници, кои што доминираат со насилство во школото, да кажам, или во паркот, или на некој курс кој што одат, или воншколска активност, да во тие моменти повикаат некој возрасен. Тоа најчесто не се случува и насилниците практично се подхранети. Како добиваат уште поголема сила? Ете така, од стравот, од малата самодоверба, од повлекувањето на децата и постојано се истите жртви. Една од силните препораки е да родителите па и децата, ние веќе и направивме еден краток флаер каде што ги има најбазичните карактеристики кои што можат да помогнат во справување со актуелно насилство и во текст се изработка за семејствата и на жртвите и семејствата и насилниците. Дони прво викаат на помош, да викнат некој возрасен. Насилството, меѓуврсничкото насилство, посебно кај младата популација, многу ретко се случува по присуство на возрасен. Возрасниот реагира. Ќе го спречи. Така, ќе го спречи. Да не покажуваат чувство на страв, на повлекување, поради тоа што тоа практично уште повеќе им дава снага на насилниците да не даваат провокативни одговори во таквите ситуации. И овие препораки се во моментот кога се случува актуелно насилство во моментот. Меѓутоа, првото нешто што треба да се направи е да се соопшти на родителите, на институциите и да потоа се покрене една иницијатива за разрешување на ваквата ситуација. Затоа треба родителите да развијат еден добар однос со нивното дете, однос со доверба, за тоа да може да им се довери, да биде отворено со нив да разговара на сите теми. Различно реагираат децата на насилството. Кои се трајните последици за кои што често се зборува? Понекогаш има и радикални случаи кога некој дете посегнало по својот живот на 8 на 9 години. Така, и има и евидентирано такви случаи. Психолошките трауми се многу силни, поради тоа што детето повеќе кратно е злоставувано на различни начини. И во цел тој има деца кои што се поснажни, кои што имаат повеќе ресурси, има деца кои што се помалку снажни, почувствителни, имаат помалку ресурси на поддршка. Целото тоа насилство, онеправденоста, чувството на немоќ, чувството на понижување, на повредување влијае на сликата на себе, на својата самодоверба, на своето вреднување, на своето постигнување, на своето гледање на животот. Таквото интензивно доживување, особено ако е долготрајно, посебно дополнителното обвинување на средината, на родителите, кое е најважно да кажеме, на другите соученици кои што на било кој начин го поддржуваат тоа, дава уште поголеми последици. И таквите последици може да доведат навистина до сериозни психички потешкоти, ако се мали ресурсите, ако не е понудена адекватна помош, ако детето нема доволно снаги да се избори со ваквата ситуација, може да доведе и до душевни растројства. Кој е најдобриот начин да се реши еден ваков проблем? Дали комуникацијата со родителите на детето насилник се всушност клучот во решавањето на овој проблем? Колку често се добива позитивен повратен одговор од нив? Или пак најчесто тие не може да прифата дека нивното дете е насилник? Она што не го спомнав, е исто битно, кога зборуваме за родителите на жртвата, некогаш родителите од целиот тој страф и неправданост, тие го доверуваат детето у школа или не знам у двор и се соочуваат со насилство, некогаш ги вежбаат децата или ги подучуваат да и они вратат со насилство. Тоа е најчестовете, ако некој те удри да му вратиш. Така, и тоа раѓа уште поголемо насилство. Поради интеракцијата на насилството се враќа со насилство. Ако ние сакаме да превенираме или да сториме нешто пошироко,
Јас не гледам друг начин за да се вклучат и насилниците и родителите на насилниците. Ако ние се концентрираме само на третманот на жртвите, тогаш повторно ќе има нови жртви кои што ќе практикуваат насилство. Во однос на насилниците, многу често, иако не е секогаш правило, децата кои што се насилни имаат најчесто некакво искуство со насилството во домот. И како река, тоа се шири од домот, па во школа, па на превари, па во пошироки социјални случувања. Меѓутоа има деца кои што да кажеме и дека немаат баш такво искуство со насилство, меѓутоа родителскиот став е често престрог, преавторитативен и не кореспондира со не е респонсивен на потребите на децата, што може и веројатно краткотрајно се случува да дете пројави знаци на насилничко однесување. Некои од родителите често бараат оправдувања кои што повторно одат у прилог на продолжување на насилството, дека другото дете било криво, го испровоцирало, дека нивното дете не го прави тоа. Меѓутоа, кога зборуваме за деца кои што се насилни, во многу мал број случаеви они ќе дојдат кај родителите и да кажат јас тепав. За разлика или повредував некого, за разлика од децата кои што се жртви. Поголем број децата кои што се жртви ќе кажат отколку децата кои што се насилни. Ако родителите приметат било какви знаци дека слушаат гласини од наставници, од други деца, од соседи, од комшии, дека нивното дете е направило некаков вид на насилство. Ако видат во нивниот домот и децата кои што се насилни, најчесто импулсивноста е доминантна црта и имаат дома искршени предмети, потешко воспоставуваат контрола на импулсите, добро е да се консултираат со стручни лица и тоа е знак дека нешто се случува со детето или можеби во семејството, кое што секогаш не мора да значи дека родителите практикуваат еден насилен начин или строго ригиден начин на воспитување. Некогаш децата знаат на тој начин да краткотрајно изреагираат при интензивни загуби, како што е загуба на родител или загуба на некоја битна личност или загуба, преселба, да кажеме, во некоја нова средина која што е за нив непозната. Меѓутоа, како и да е, ова се знаци каде што и периодот е тој каде што најмногу може да се превенира и не смеат да ги занемарат. Така. Колку често се случува родителите на дете насилник да сметаат дека критиката кон нивното дете всушност е критика кон нив како родители, па бранејќи го детето, се бранат и самите себе си. И двата вида на родителства истото го доживуваат. И родителите на жртвата и родителите на насилникот, дека они нешто не направиле како што треба за да дете биде жртва или за да дете биде насилник. И на двете семејства им треба поддршка. И на семејствата на насилникот и на семејствата на... Но веќе споменавте дека почесто поддршка бараат семејствата на детето кој што е жртва на насилство. Тоа е најчесто поради тоа што отпорот кај родителите кои што имаат дете насилник, отпорите се поголеми и они често не го гледаат насилството. Често го минимизираат, ќе кажете, па го удрил по глава. Тоа е нормална работа, сите така прават. Или го гризнал, го штипнал, или му земал моливче, или ставил слика. Чудо голем. Најчесто така се случува и во тој сегмент треба повеќе информации, треба повеќе поддршка и треба повеќе емоционална писменост поради тоа што многу често родителите па и насилниците не се доволно свесни за болката што ја нанесуваат на жртвата. Имаше неколку споделувања на Facebook и на YouTube од страна на родители на деца кои што се насилници, не знам дали ги имате видено, каде што ги казнуваат нивните деца поради тоа што го направиле во училиште. Родителот вози автомобил покрај своето дете, а детето треба да оди пеш до училиште неколку километри. Тоа е казната што е добило детето за оно што го правило во училиште. Дали се согласувате со еден ваков пристап и тоа јавно објавување
на YouTube како родителите ги казнуваат децата. Дали таа дисциплинска мерка е всушност па и на некој начин сайбербулинг од страна на родителите врз сопственото дете? Така се чини дека изгледа така. И јас повторно ќе кажам, оти насилството раѓа насилство. Казнувањето повторно предизвикува, може би е мерка која што може да помогне, меѓутоа краткотрајно. Долгорочно не функционира. И тоа верувам дека го знаат сите родители, па и деца, особено како што течат годините. Насилникот мора да знае дека одредени однесувања придонесуваат за одредени последици. Автоматски тоа и во домот треба да се почитува тоа правило, и во институциите и било каде, дека ако некој е насилник, дека тоа трпи одредени последици. Меѓутоа, казнените мерки кои што практично, особено родителските казнени мерки, кои што не носат учење на нови вештини, тие не помагаат, повеќе одмагаат. Или може дете од страв или од умор да друг пат не прави насилство затоа што ќе треба да иде пешки, не ќе се умори, или заканите во однос ако ти уште еднаш го направиш тоа, мама и тато нема да те сакаат, кои што ја ставаат во наводници родителската љубов, која што треба постојано да биде грижлива, да не кажам безусловна, не помагаат толку. Помага кога ние на детето отвараме спектар на нови вештини. Поради тоа што јас верувам и знам барем со тие луѓе што сум работела, дека децата кога пројавуваат насилство, дека тоа потекнува од нивното незадоволство, од нивното разочарување. И тоа е еден од првите индикатори, особено во раната возраст, која што возможува превенција за да тоа не заземе некоја друга форма во, да кажеме, адолесцентниот период, во зрелиот период, да не се пројави на некој друг начин. Казните треба да се сведат на имање на последица, дека ако се случи тоа, има одредени последици. Меѓутоа, воедно да отворат спектар на тоа што може детето насилник да прави наместо да тепа. Так. Дали они ќе купат вреќа да дете тепа, дали ќе му помогнат на дете, например, ако се чувствува луто, да нашкарта, или не знам друго нешто, меѓутоа мора да воведат креативност и учење на нови вештини. И таа енергија. Така. Во однос на превенцијата, може би е малку сето тоа што се работи во Македонија, меѓутоа се случуваат многу работи. Една од работите е настанот на другаризација, кој што беше навистина поддржан од младите со нивно најголемо учество и имаше доста родители и деца. Другаризација беше баш посветена на врсничкото насилство и превенција на врсничкото насилство, заедно со Креативен центар и Институт Алтернатива. Она што младите го зазема и кој што отворија едни нови димензии на креативност, дека сайбербулингот не мора да биде булинг, туку може да биде нешто што е пријатно и едукативно за сите. За сите. И сосема на крај, бидејќи ова е едно од решенијата што го спроведуваат родителите кои што имаат дете кој што жртва на насилство, го менуваат училиштето. Решение е тоа? Некогаш е решение, меѓутоа повторно ќе кажам, ако ние смениме само училиште, тогаш не е генерално решение кое што може да помогне и во превенција. Меѓутоа некогаш е можеби најлесно решение, да кажам. Затоа што кога ние менуваме училиште, менуваме цела средина и тоа никогаш не гарантира дека ако дете не стекнало нови вештини и родителите заедно со детето, дека тоа нема повторно да се случи во новата средина и паралелно дека и тоа е една порака на насилникот дека он има контрола врз луѓето, он може да ги сели, преместува и уште повеќе му се дава на значење. Ви да ви благодарам што бевте наша денешна гостинка. На вистина на интересен начин на родителите им ги соопштивте сите аспекти на врсничкото насилство и што треба да преземат и родителите на дете жртва на насилство, но и родителите на дете насилник. Се гледаме повторно. Денешна гостинка во 0N+ беше Вида Гавриловска, психолог, семеен и системски психотерапевт од Институтот за брак и семејна системска пракса Алтернатива. Се гледаме повторно секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.